Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте како Бат Спенсер. Се сеќаваш на тие филмови? Бат Спенсер, Теренс Хил, не, помлада генерација се. Драги мои, во добра атмосфера сме овде во студиото. Гостин е министерот Миле Јанакиевски и како што ви најавивме, ќе разговараме за најновите проекти на владата на Република Македонија и ресорното министерство, а и ќе поразговараме и за конкретните проблеми на граѓаните што ги имаат со актуелните активности кои се тековни, откупување, имотно-правни односи и така натаму, се што е во ингеренција на Министерството за транспорт и врски. Господин Јанакиевски, 2006-2007 дојдовте на власт и многу брзо дојдовте како гостин во мојата емисија. Имавме тогаш, се сеќавам дека првата емисија траеше скоро можеби 3-4 часа, ако не се лажам. И бевме преоптеретени од јавувања, па вие тогаш дури направивте една акција, бидејќи беше во петок, во недела закажавте специјален ден за граѓаните во Министерството, каде што тогаш се собраа неколку стотици луѓе и успеавте сите да ги примите. И од тогаш натаму некако си стана традиција, еднаш барем годишно доаѓате овде во емисијава, да разговараме за актуелностите, за проектите, но и упорно да им помагате на граѓаните. Кажете ми, дали тие денови за граѓаните веќе се намалуваат? Дали се помалци и помалци има? Дали она, кога го презедовте Министерството во една, како што тогаш рековте, прилично сложена ситуација, сега е веќе многу порелаксирана состојбата, барем од аспект на граѓаните? Ова е можеби четврта или петта емисија кога сум ваш гостин и секогаш е добро кога може да му се реши проблем на граѓаните. Впрочем, една од работите што треба да ги правиме решавање на проблемите на граѓаните. Никогаш не може да ги решиме сите проблеми, но гледаме што е можно поголем број на проблеми да решиме. И јас пред некој ден бев и на утринска емисија на Сител и тога се јавија неколку граѓани, па ги примив, дел од проблемите решавме, дел ги упативме до други институции. Така да секогаш на тие средби со граѓани гледаме да решиме, или јас лично гледам да решам проблеми на граѓаните. И од тие такви средби секогаш произлегуваат измени на закон, подобрување на регулативата и така натаму. И затоа гледам што е можно почесто да бидам на терен, да имам средби со граѓаните за да им решаваме проблеми. Факт е дека и сами лично сте ми рекле. Секогаш кога сметам да ве поканам, вие веднаш ќе прифатите гостување. За разлика од другите политичари, стварно навистина нема проблем. За 2 секунди човек ќе се разбере со вас и веднаш прифаќате. Не бегате, не тактизирате, нема одложување, за разлика од други ваши колеги. Ви паѓа ли на целата оваа обврска и ова плюс дополнително како тежина, или успеавте веќе да сватите? Транспарентноста го сваќам како обврски. Сека година објавувам и отчет на Министерството што е сработено претходната година. Не се сеќам на пресконференција дека некогаш не сум одговарал на прашања. Напротив, стално е отворено било кој новинар да постави било кој прашање во било кој време. И нема што да се крие. Транспарентноста е една од начините за подобро функционирање на самата институција. Колку сте попристапен за граѓаните и за новинарите, толку може побрзо да ги сознаете проблемите и да смислите решение како истите да ги решите. Еве да ве прашам, за сиве овие години колку сте, вие сте еден од ретките министри, неколку само останавте, кои не го сменивте ресорното министерство, не направивте промена. Единствена една афера можеше да се закачи за вас индиректно, не директно. Тоа беше со трагедијата со бродот во Охрид, за бугарските патници. Но ако се види вашата кариера до сега, вие немате едноставно, нема негативна кампања од вашите противници, немате афери, ни лични, ни професионални и така натаму. На што се должи ова? Добро, има од време на време напаѓања, последната така наречена афера што ја сакаше опозицијата стави околу локацијата кај Народна банка, претходно беше еден ревизорски извештај, секогаш имало теми кои опозицијата, што е нормално, сака да ги истакне, демек не се работи добро, има
корупција и така натаму, но со текот на времето луѓе сваќаат дека пристапот е искрен, дека работењето е искрено и честно и со тек на времето, како се вика, вистината секогаш избива на површина. Така да, со текот на времето, голем број на граѓани осознае дека се работи честно и искрено, но сепак има, посебно кај дел од пратениците опозицијата, во собраниските кулари стално има некои недолични дофрлања, но тоа е дел од политичката борба и јас нив ги сваќам, но сепак ние треба да останеме принципилни на она што го ветивме пред граѓаните, дека ќе работиме транспарентно и ќе се залагаме што е можно поголем дел од проектите, што се дел од нашата програма да ги реализираме и тоа го правиме. Сметате ли дека е добро што останавте сите овие години на чело на ова министерство? Па видите, во едно вакво министерство каде што во моментов има, тоа покасно ќе дискутираме, огромен број на проекти. Значи оваа година имаме најголем број на проекти ако споредиме со сите години наназад. Треба да поминеме период од минимум 4 години да осозрат тие проекти. Знаете, за да започнете изградба со еден автопат ви треба 2-3 години за проектирање. Ви треба година до 2 преговори за да се обезбедат поволни финансиски средства. И потоа треба да почне процесот со градба. Например, за автопатиштата кои се доста актуелни овој период, ние, ајде можем така да кажем, изгубивме 2 години кога имавме еден повик за концесионирање. Тој повик не успеа. Дел поради малиот број на превозни средства на нашите патишта, дел поради економската криза и така натаму. И потоа ние мораше да одиме со друг систем, кај што се преговараше со повеќе финансиски институции, потоа кинеската влада даде најповолен аранжман за средства и така натаму и така натаму. Значи, кога се работи за големи проекти, секогаш треба доволно време. И добро е што во Министерство за транспорт и врски покрај мене има и тим од повеќе искусни луѓе кои со овој период се стекнаа со искуство и можеме да менаџираме големи проекти, како што е изградба на патишти, изградба на железници, гасификацијата е нов проект кој веќе започна со реализација на некој начин во Министерство за транспорт и врски, така да тоа се проекти кои се од историска важност за нашата држава. Сакате да ми кажете, не можеше да биде порано, не можеше да биде побрзо? Секогаш може да биде порано. Колку порано? Колку побрзо? Па видите, ние започнавме со процес на концесионирање. Кога требаше да се доставуваат понудите, се случи економската криза. Не беше од сите концесионери кажа дека една од главните причини е тоа и малиот број на возила. Потоа мораше да почнеме со нова страница да спратиме, па паравме средства. Во меѓувреме се проектираше. Увоз на половни автомобили либерализиравте премишно го. Така да можеше порано, но мислам дека оптимално е времето сега веќе започнуваме со изградба на 2 многу битни автопатишта во Република Македонија кои се дел нашата програма. Добро, на некој начин ви бевте најчесто критикувани како влада на Република Македонија токму заради неизградба на патна инфраструктура, поточно зошто градите ова, правите она, а не градите патишта. Предпоставам дека секогаш опозицијата ќе и тоа е незино легитимно право, да она што не го правите тука ве критикува. Но можеше ли некој работи побрзо тука да бидете? Тука опозицијата напај ги вика успеавте да изградите само 7 км автопат. Да. И ја би поставил тука едно прашање дали во 2006 година и често излегува дали под пароли или заменици председатели ке нив, дали во 2006 година може да ја возат обиколницата во Скопје? Одговорот е не. Обиколницата во Скопје најголем дел изградена помеѓу 2006 и 2009 година, кога впрочем беше пуштена во употреба. Некаде околу 70% од таа обиколница е изградена во периодот на ВМРО-ДПМН. Потоците покажуваат дека во периодот 2006-2013, крајот со 2013, изградени се и рехабилитирани 61 км автопат. Значи не се 7, туку точната бројка 61,7 км автопат е изграден. Тоа влегува тука делницата од Куманово до границата со Србија и обиколницата околу 70% и рехабилитирани се делот од Скопје до Велес. Така да, тоа се бројки кои се потврдени во градежни книги. Ние во овие 7 години бевме исто така концентрирани на подобрување на локалната и регионалната патна мрежа. Бејќи најголем дел од граѓаните ја користат токму таа мрежа. Од град до град, од село до град. Во овој период успеавме да рехабилитираме некаде околу 570 км локална патна мрежа. Тоа е еден огромен процент од територијата на Македонија кај што се рехабилитираше голем број на локална мрежа
и околу 130 околу 490 км регионална патна мрежа. Значи, ако земеме вкупно, околу над 1000 км локална и регионална патна мрежа е реконструирана последните 6 години. И во 2014 и во 2015 ќе продолжиме со реконструкција на локалната патна мрежа. Вака која ќе се бројкава која ќе се изведи 500 км и звучи многу, но која ќе се дисперзира, тоа се локални патишта 2-3 км, 5 км. Најчесто тоа се локални патишта кои се или во многу лоша состојба и ние ги рехабилитираме, или се така наречените црни патишта. Тоа бил пат каде што порано поминувале колски коли, или пак сега можело претходно да се спомени само за товарно возило, значи црн пат, само земја, тука се става подлоги, се става асфалт. Тоа се најчесто... И до такви патишта рехабилитиравте? Тоа се тие локални патишта што ги градиме и нема општина во Република Македонија каде што немаме изградено локален пат. Каде 2, каде 3, каде 5, каде 10. Во 2008 година ги обезбедивме овие средства и тоа почна да се реализира оваа програма. Колкав е буџетот, уствари, воопшто дали може да се разговара за буџетот, бидејќи вие, вашите проекти се дел од буџетот на Република Македонија, дел се од кредити, од кредитори. Рековте дека кинезите, Европска банка за обнова... Како и да од година во година се зголемува буџетот на јавно предпријатие, сега јавно предпријатие посебен буџет, посебен орган, значи не влегува во дел од буџетот, но исто така има патишта кои се реализираат од буџетот. Например, оваа година од буџетот ќе се реализира за едно 15 дена ќе почнеме со изградба патот до манастирот до Зрзе. Претходната година го завршивме патот до манастирот Трескавица. Потоа од оние ИПА средства што ги збориме ние, од европските пари, се финансира изградбата на делницата Демир Капија Смоквица. Тоа е третиот автопат кој во моментов се гради, тоа е инвестиција од 220 милиони евра. Потоа од буџетот од тие европски пари ќе се започне со реконструкција некаде април-мај месец, обратната делница од Велесна кај Скопје. Нели ја реконструиравме Скопје Велес, сега од Велесна кај Скопје ќе се. Сите тие пари се дел од буџетот. Од Велесна кај Скопје е ужасна состојба. Имам неколку прашања, 5-6 прашања само заради таа делница која остана некако го средица од Скопје до Велес. Добро, ве прекинувам. Значи градежната компанија веќе избрана, се очекува да се избере надзорот. Некаде април месец најкасно ќе се избере надзорот и затоа реков во мај месец, април-мај месец ќе започнеме со реконструкција на оваа делница која треба да биде готова во рок од 12 месеци. Добро. Почеток на градба на голем автопат, ќе идеме еден по еден да ги објасниме и јас сакам да разберам малку повеќе. Знам дека скоро бевте гостин во утринската програма на Сител телевизија, но овдека малце подетално ги објаснуваме работите, ме разбирате. И сакам да ги чујам тие детали. Прво ми интересира зошто Европска банка, зошто европски пари? Дали се тоа најповолните кредити? Дали се тоа нивни иницијативи или ние одлучуваме да го прошириме автопатот, па ги бараме? Како иде таа процедура? Дали државата го бара или тоа Европа од нас го бара за тој коридор да се направи? Како идат тие работи? Стратешки, ние во нашата програма кажавме дека мораме да започнеме изградба на автопат за Источна Македонија. Значи, автопатот Скопје-Штип не е дел од коридорите и затоа е многу тешко да се обезбедат пари од Европската унија или од европски банки, бидејќи не е дел од коридорот. Ама ние треба да ги побараме од нив тие пари. Значи, ние како влада или како држава определуваме приоритети, тоа се дел од нашата програма. Ние во нашата програма имаме ставено дека ќе изградиме автопат од Скопје до Штип, и дека ќе изградиме автопат од Скопје до Охрид и плюс автопат од Скопје до Косово. Паралелно работиме и на обезбедување на средства за изградба на експресен пат или дел од автопат, една траса од автопат, ќе видиме како ќе биде соебарата, од Ранковце до Крива Паланка. И тоа е дел од коридорот 8. Коридорот 8 е од Крива Паланка до Кјафасан, до Охрид, а коридорот 10 е од српска граница, од Табановце, па ден излезот на Гевгели. Тие се двата коридори, генерално за тие два коридори може да се побара пари од Европската унија, од европските банки. Наш приоритет беше изградба на тие автопатишта. И како што кажа претходно, првиот процес беше да пробаме со концесија. Не успеавме во тој процес и потоа седнавме и така ставивме во нашата програма да видиме од каде може да обезбедиме финансиски средства. И дискутиравме со повеќе финансиски институции и знаете некаде околу година и пол
пред, значи некаде почетокот на крајот на 2012 почетокот на 2013, тогашниот претходниот кинески премиер излезе со еден пакет, вика за развојот на Југоисточна Европа, ние како влада, кинеска влада, тоа беше состанок во Романија, нудиме 10 милиарди евра за развој на сите земји од Југоисточна Европа. Грција знам Солунското за Солунското. Не, тоа е надвор. Тоа е надвор. Солунското пристаниште е по пат на концесија. Ова се средства најчесто за патишта и за железници. Прва земја што и користи средствата од Кина е Република Македонија. Некаде паралелно склучивме договор со Србија, а ние сме првата влада која започна стабилизација. Паралелно тие преговарат и со црногорците, и со романците и така натаму. Што е тоа што Она што е поволно од кинезите е фиксна каматна стапка од 2% и период од враќање од 15 години, со тоа што првите 5 години додека се градат патиштата, имаш грејс период на враќање на средствата. Така да тоа е еден многу поволен пакет, само 2% камата, и затоа ние се одлучивме да одиме со тие средства и да ги исполниме сите оние услови кои ги нудат. Веќе започнавме со изградба на патот Скопје-Штип, кој во должина од 47 км, значи сега од Скопје до Штип ќе биде 47 км, односно од Миладиновци до Штип, генерално ќе се крати околу 18 км. ова исто од кинескиот пазар? Да, значи ова од кинески 206 милиони евра и патот од Кичево до Охрид, кој е 374 милиони евра во должина од 57 км. Тоа е многу потежок пат, има тунел од 2 км, значи вкупната инвестиција од околу 580 милиони евра. За делот од Гостивар до Кичево, нели нашата програма е да имам автопат од Скопје до Охрид, од Гостивар до Кичево, веќе ни е готова целокупната документација и одма по завршување на изборите, бидејќи во избор не може да се дава да се започне процес на концесии, готова е студијата во моментов AFC, таа е консултантска куќа која работи со македонската влада под покровителство на Светската банка, започнуваме со процес на изнаоѓање на концесионер за патот од Гостивар до Кичево и за патот од Скопје до косовска граница. Студијата за Гостивар Кичево е веќе готова, а за Скопје границата со Косово ќе биде готова во текот на месец март. И што се вашите проценки? Исплатливо е ова за концесионер? Консултантите од AFC се оптимисти овој пат, бидејќи многу го намаливме пакетот. За Скопје, за Гостивар Кичево исто така ќе даваме субвенции од владата, бидејќи не е доволен бројот на возила. А за Скопје, граница со Косово, ќе знаеме некаде кон крајот на месец март кога треба да биде готова студијата. Како и да е, јас сум оптимист дека некаде до крајот на годината ќе имаме концесионер кој потоа во еден период 4 до 5 години треба да ги изгради овие делници. Ајде да видиме дали ќе имаме концесионер. Нели сами рековте дека прилично предходно лошо целокупниот расположение. коридор 8 беше даден под концесија. Да. Сега ние обезбедивме за Кичево Охрид други да огради патов, а целокупниот коридор 8 идниот концесионер ќе управа. Така да сега пакетот е многу поповален. Зошто не се иде преку македонски брод? Зошто неколку пати овдека кога дојдовте го говоревме тој пат низ ловиштето овдека кој го крати? Ние го пробивме, значи патот има една делница која е широка 3 метри само. Знаете од кога говоревме за ова, господин? Значи вредноста е, проектот е готов, треба 18 милиони евра да се инвестира за да се направи тој пат. Не е предвидено програма за 2014 година, бидејќи најголем дел од средствата ќе се потрошат за автопатиштата. Согласно бројот на возила и согласно проектираните број на возила, ние ги утврдуваме приоритетите. Јас знам дека тој пат е битен и долго време се бара, но треба да се инвестират 18 милиони евра. Има ли политика Ние во овој автопат? Ние сметаме дека согласно бројот на возила кои треба да поминуваат по тој автопат, има други приоритети. Не викам дека не треба да се инвестира во тој пат, но не оваа година. Но еве ме интересира. Многу години помина, многу години го збориме и стално. Океј, не е приоритет. Ние една делница направивме. Таа заврши нека 2011-2012. Треба уште една делница да се направи која е сега широка 3 метри. Требаат 18 милиони евра. Колкава е таа делница? Мислам дека е, само не ме држете за збор, мислам дека околу некој 6,5 км. Има ли некоја политика во ова? Политиката. Зошто се одбегнува? Зошто не се одбегнува. многу Тоа е влади? утврдување на приоритети. Готово е, добро. Со Океј. тие пари може да се направи друг пат, тоа е. Знаете, кога еден пат олку пати се одложува, не се отвара, а имаме конкретно решение. Има многу бенефити,
има многу Видите, за и сега- контра, и сега- но во секој случај веќе почнуваат шпекулации. Луѓето шпекулира. Аха, тоа не им одговара на овие, па не дозволуваат овој пат, па да се гради исклучиво вак или онака и така натаму. Една делница која воопшто не беше пробиена, ние пробивавме и го изградивме. Останува, ви кажав, уште Не, една ве делница. разбравме дека ви Тоа е тоа. дека Нема со 18 некаква милиони. политика, никаква, значи се работи од аспект на приоритети. Океј, ви верувам на Иако тоа не е во некои подолгорочни политики, тоа беше дел на нашата програма. Но Зошто? нема да се реализира оваа година. Зошто ме интересира е сега, бидејќи на местото министер сте таму затоа што сте добар оперативец. Тоа е повеќе од јасно, добро ги разбирате, работите на терен, технократ сте, ги капирате и целокупниот одлично го менаџирате. Но многу сте малку политичар. Многу сте малку политичар. И јас обидувам се па малку политика да исчепкам од вас, што никој не го прави. Ме интересира, зошто кинезите? Зошто кинезите влегоа со тој проект? Зошто толку поволен проект? Дали имаше интереси од некои други инвеститори? Зошто Кина инвестира тука, кај нас? Зошто во Западна Македонија? Зошто на вакви регионални патишта? Човек се прашува што има нив исплатливоста во целава приказна, бидејќи таков камат е како, се извинувам, лапсус, таков кредит со таква камата е како во времето на Тито. 2% со грејс период 5 години на 15 години, тоа е повеќе од поволно. И сега, кога е нешто поволно, а се научивме изминативе години, there is no such a thing like a free lunch, се викаш, кога некој ти дава волку поволно, што се намерите? Што е нивната идеја? Значи, уште еднаш ќе повторам. Претходниот кинески премиер обезбедија средства од 10 милиарди евра, кои ги имаше Кина на располагање, бидејќи тие имаат доста средства на располагање. Добро? Што сега од страната на Кина да гледаме? Прво, тие ќе обезбедат дел работа за кинески компании, бидејќи нивен услов е 50% или 51% минимум да работат кинески компании. Второ, на некој начин ќе имаат какво такво пласирање на средствата. И тие средства се за не само за Македонија, туку за цела Југоисточна Европа. Ние сме влада која ефикасно работеше на овој проект, цел тим, тука е Пешевски, Ставревски, самиот премиер, директорот на јавно предпријатие за државни патишта, е огромен тим и за нас стојат екипи кои ефикасно работеше и први сме во Европа кои ги зеде овие средства. А за да ги добиеш овие средства треба да извадиш проект. Ви гарантирам дека во наредниот период ќе следи Србија, Црна Гора, Романија и така натаму. Прашувам, но зошто Кина инвестира овдека? Ви кажав заради дел да најдат работа за кинеските компании и да пласираат средства. Интересно. Добро. Ме интересира дали кога вака една држава настапува и влегува што се вика во интересна сфера каде што долго време била Америка, Русија и што ти ја знам. Дали има тука конкуренција, дали има политички разбирања, недоразбирања, притисоци. Еве како направи, кога ќе идеме за гасификацијата, неодложно е да се збори зошто морам да ве навлекувам на политика. Зошто сакаа да кога го подпишавме договорот за кракот, гасоводот и Србија, Европската унија у тој момент вика не ви важи, не е според регулативите на ЕУ, не важи договорот, не може да се гради. И сега човек си вика, па чекајте, ја толку не сум малумен, овдека не е регулатива, ова е класична и чиста политика, исто како да ми кажеш дека Украина е нешто спонтано или слично. Неќам да ви ставам зборови во уста. Видите, ние како влада гледаме, тоа е сепак дел од на Министерството за финансии, но знам дека подпредседател Ставревски се залага да ги најде најевтините средства за нашата земја. И секогаш да пази да бидиме во некои ниски рамки на задолжување. Така да владата, економскиот тим определува приоритети и потоа Ставревски со неговиот тим ги бара најповолните средства за реализација на тој проект. Тоа е формулата по која работи оваа влада. Значи определуваме приоритети, приоритети се дел од нашата програма, ние ги истакнуваме тие приоритети пред граѓаните, тие ни даваат поддршка и потоа ние си го превземаме тоа како врска, седнуваме, утврдуваме динамика кој што треба да направи. Ставревски е заложен да ги обезбеди средствата, обезбедува многу ефикасно средства и ние како транспорт треба да издадеме одобрение, да припремиме проекти,
да издадеме одобрение за градење и да контролираме се она што се гради. Значи многу јасно се поделени врските во владата. Еден обезбедува пари, друг се грижи, трет преговара и така натаму. Шесто или седмо интервју ми е ова, почитувани гледачи, и никогаш не успеав да извадам политичка изјава од господинот министер. Одлично си ја работи работата, он е оперативен менаџер и не излегува надвор од својот ресор никогаш. Не, добро си ја работите работата. Ја тоа можам да го признам, затоа што до сега делате. Единствено што можам да ве критикуваме големата толеранција на компаниите кои не ги остваруваат проектите и времето. Тоа што рековте дека може и побрзо. Одиме со автопатите еден по еден. Скопје-Миладиновци. Овој автопат Скопје-Миладиновци го најавувавте години наназад, па после испадна дека е кризата и така натаму. Прво, потребен ли е овој автопат и што ќе се добие со овој автопат? Не ли беше подобро да можеби се изгради подобар пат од Велес до Штип и слично? Какви беа размислувањата? Сигурно имало и алтернативни решени. Зошто ова решение? Прво, ова е прв километар автопат што почна да се гради во Источна Македонија. Второ, овај пат ќе донеси огромен развој не само за Штип и Свети Николе, туку за цела Источна Македонија. Трето, покрај овај автопат, значи облиза на овај автопат, ќе никнат во иднина голем број на објекти кои ќе вработат голем број на лица. Трето, овај автопат поминува покрај технолошката индустријска развојна зона во Штип, која зона во моментов вработува голем број на луѓе. Знаеме, Джонсон Мети е веќе присутен таму и има најава од повеќе компании. Петто, во близина на овај автопат, во 2020 година, согласно договорот, ќе започне со изградба и карго аеродромот во Штип. Така. Значи, ако ги земеме во првид сите овие работи, ќе видиме дека изградбата на овој автопат ќе овозможи Источна Македонија да биде уште поатрактивна за инвеститорите, ќе овозможи поатрактивност и причина зашто се гради карго аеродромот во Штип, со еден збор ќе овозможи драстично намалување на невработеноста во Република Македонија, што е еден од нашите главни проблеми со кои ние се бориме. А тоа е драстично намалување на вработеност. И Република Македонија е една од ретките земји во Европа каде што сред економска криза успеа да намали бројот на невработеност. И тоа не е случајно. Тука се голем број на мерки, голем број на роучоа, средби со компании, создавање на поволна бизнис клима, многу поволна даночна политика и така натаму. Искрен пристап, честен пристап кон инвеститорите. Кога една компанија како Джонсон Контрол и Джонсон Мети, што се светско познати компании, покрај инвестирањето во прва фабрика, отвора втора фабрика, размислува за трета фабрика, значи нешто има позитивно што ги тера во Република Македонија да инвестираат. Што е временската рамка за овој автопат? Значи овој автопат треба да се заврши во рок од 36 месеци, броено од пред една недела, но исто така продолжување на овој пат ќе биде и патот кој веќе премиерот го најави од Штип до Кочани. Тоа е на ниво на магистрален пат, така да ќе има проширување на патот до Кочани. Од Штип Кочани тој е уште едниот пат и во моментов Ставревски, премиерот беше пред некој ден во Лондон, преговараме за нов пакет на патишта кои исто така дел се во Источна Македонија. Например, во тој пакет од патишта е поврзување на Македонска Каменица со Крија Паланка. Преку планината се поврзува Македонска Каменица со Крија Паланка и само уствари од Саса до Тораница тој пат ќе биде. Потоа исто така патот од Голак до Делча. Тој е втор пат кој исто така е значен за развој на Источна Македонија. Потоа од тој не е Источна Централна Македонија, Нов Дојран до Николич, таму има фабрика во Николич. Пат кој многу долго го бараат луѓето од Дојран. И сите овие патишта ќе значат развој на источниот дел од Македонија. Не заборавајќи дека претходно ги спомнавме голем број на локални патишта што исто така се реализирани во Источна Македонија. Што е временската рамка за сите овие 36 месеци? Значи вака, автопатот ќе заврши во рок од 36 месеци. Најголем дел од овие патиштата, новите што ги спомнав, треба да започне со градба најверојатно првата половина од 2015-та, можеби крајот 2014-та, но тоа зависи кога ќе помине на бордот на Светска банка Ебарда, бидејќи дел од средства ќе се обеде од Светска банка, дел од Ебарда. Така да реално некаде во 2015-та ќе започне со изградба нови патишта, вклучително и оној пат што го спомнав Ранковце до
до Крива Паланка, тој е така наречениот полуавтопат, тој ќе биде некаде околу 66 милиони евра инвестиција, она е најлошата делница што во моментов се вози по тој пат. Значи, проекциите, анализите покажуваат дека е подобро ваков нов, значи од нула се гради, ова е нов автопат, потполно, така, бидејќи ве прашав, зошто не би Ние се ќе го направил рехабилитираме, Велес Штип? Велес Кадрифакова ќе го рехабилитираме и прошируваме, Така. што на некој начин е А најлошиот потоа од пат. Кадрифакова ќе се приклучува на автопатот? Не, значи ова е сосема нова делница, најголем дел Велес Кадрифакова што сега се вози, ќе биде реконструиран и проширен. До Ќе Штип, има клучка, да, до Штип. до Штип. Ќе има Затоа повеќе што- клучка и исклучоци, така да дел од тие што ќе одат потоа ќе можат од Велес Кадрифакова да се приклучат на автопат. Добро. Убедени сте дека се ова може да даде силен поттик во Источна Македонија? И за бизнес, и за Огромен работи? поттик. Ќе има прво самата изградба ќе предонесе за вработување на околу 1000 македонски градежни работници што ќе работат. Кога ќе се изгради автопатот, ќе кажав сите бенефици. Така да и во тек на градбата, но и потоа тоа ќе значи огромен развој за Источна Македонија. Исто така и Демир Капија Смоквица, тој ќе биде автопат со Демир Капија Смоквица веќе е век на градба, некаде околу 35% од градежните работи се завршени. Согласно договорот и согласно динамиката која градежната компанија во целост исполнува, некаде септември 2016 година овој пат треба да биде завршен. Значи некаде во 2017 година, крајот на 2017 сите три автопатишта треба да бидат завршени. Кичево Охрид, зошто се одлучивте на овој пат, на оваа делница, да ја градите сега? Дали има економска исплатливост, број на автомобили и така натаму? Мислам дека тоа не е доволно. Што е идејата со овој автопат? Јасно е дека треба Охрид да се развие, но ако автопатот доаѓа до Охрид, каде понатаму? Значи вака, Гостивар Кичо, како што кажа претходно, нашата цел е да го реализираме со концесионирање, Добро. значи еден приватен партнер, а од Кичево до Охрид, таа делница ќе изградиме со средствата од Кина. Паралелно ги работиме двата процеси. Една од главните причини зашто се определивме за изградба на овој пат е токму туристичкиот развој на Охрид. Покрај овој пат, предвидено во овој пакет што го кажав, изградба на патот од Охрид до Пештани, и тука ќе значи развој на тие туристички развојни зони. Уште не се откажувате со брата Рој и така натаму? Па видете, тоа. ние како влада треба да ја припремиме таа туристичка зона. Да ја исчистиме имотно правно, да изградиме инфраструктура и така натаму. Со брата Рој е еден од потенцијалните инвеститори. Можеби ќе се јави друг инвеститор. Но наша обврска како држава е, нашиот план е да урбанизираме, имотно правно расчистиме и да изградиме потребна инфраструктура за 10 туристички развојни зони во Република Македонија. И потоа има јавен повик кај што ќе се јават заинтересирани страни. Компанијата на Собрата Рој е една од потенцијалните инвеститори. Имате конкретни цврсти договори со нив да почнат негдека со градба и така натаму? Нема воопшто договор, ниту имало јавен повик, бидејќи сме во фаза на урбанизација, расчистување имотно-правните односи. Очекувам дека до крајот на оваа година ќе има јавен повик за пронаоѓање на стратешки инвеститор за конкретна туристичка развојна зона. Велес Катланово ќе го реконструирате. Автопатот е навистина можеби најлошата делница во Македонија. За колку време тоа ќе биде? И дали Јас очекувам има ограничување на што кажа сообраќај? Велес, значи некаде април, почетокот на мај да почне со градба, треба 12 месеци, значи мај најкасно наредната година би бил целосно реконструиран. Што значи тоа во екот на летната сезона? Па ќе се прави специјален режим на сообраќај, како што го реконструиравме минатиот пат, ќе се има движим по една лента и така натаму. По едната лента ќе се возат во двата смера? Не, едната ќе се биде слободно, ќе се вози. Бидејќи ние возевме, кога го реконструиравте Скопје-Велес, ние возевме на делницата Велес-Скопје во два... Се прави специјален режим, тоа го прави Министерството за внатрешни работи во соработка со јавното предпријатие, така да ќе се одбери кој е најповолниот начин на возење врз база на бројот на возила и така натаму. Добро. Нема да се движи комотно таму возилата, но сигурно ќе има проток на возила. 12 месеци. Да. Целиот автопат од Велес до Катланово. До Катланово. Да.
дали ќе се презема нешто околу мостот кај Катланово? Значи, во моментов имаме... Пардон, мостот и тунелот. Значи, тунелот е предвиден, а мостовите, 13 мостови, веќе започнаа со реконструкција на таа делница, вие што ја спомнавте. Тоа го правиме во соработка со НАТО. Тоа се последните 13 мостови кои ќе бидат финансирани Бидејќи во соработка во суштина НАТО и не ги упропасти со НАТО, така да согласно нивниот план треба некаде септември 2015 година да заврши реконструкцијата на мостовите. Значи паралелно ќе одиме и со реконструкција на колозот заедно со тунелот и мостовите и 2015 ќе го завршиме. Зошто таа реконструкција е толку долго време? Тие мостови, тој автопат многу истрпе во времето 1999, времето на бомбардирањето на Југославија, кога НАТО со многу тешка војна машинерија поминуваше. Дел се реконструираше, ама ова остана. Зошто толку време? Ние прво ги завршивме двете фази и потоа поради економската криза таму што се јави, малку се пролонгираше третата фаза, но НАТО си остана на она што ги имаше ветено околу Република Македонија и со завршување на третата фаза, која треба да заврши септември 2015 година, тие целосно ќе го исполнат она што ги имаат ветено одамна. Кога се видовме пред година дена, бевте многу расположени, излеговте токму од еден состанок и ни здраво живо беше многу расположен господин министр и прво што ми рече конечно обновуваме железницата. Но помина година дена, динамиката на работите не се подигна нешто многу. Нови возови, реконструкција на пругата да биде побрза и така натаму. Докаде се тие работи во врска со Само да завршим еден пат околу патиштата. Значи, покрај тоа што ќе го рехабилитираме од Велес до Катланово, со средства од европските фондови, ќе го рехабилитираме делот од Смоквица до границата со Грција. Сега градиме Демиркапија Смоквица и потоа од Смоквица до... Докај сте со тој автопат? Тој автопат ќе биде готов септември 2016. Значи ќе рехабилитираме од Смоквица до граница со Гевгелија и исто така ќе рехабилитираме од Миладиновци до Куманово. Така да некаде 2016 година цел овој автопат коридор 10 од влезот на Македонија од Србија се до Грција ќе биде со највисоки европски стандарди. Во однос на железницата, ние минатата година... Чекај, ај сега више кога ги спомна, па уште едно подпрашање. И прошлиот пат ве прашав, еве и сега. Останува Битола, Прилеп. Вашата болка. Мислам, два града кои не заслужуваат такви индустријски зони. Да ве прашам, ќе ми одговорите, што све се изгради од странски инвестиции таму? Така? Добро. Колку нови работни места? Уште колку има фабрики најава во индустријските зони во Битола и во Прилеп? Зошто патот останува онаков? Нели има шанса да се направи Велес Битола? Нели е најисплатливо, поисплатливо тоа од што Кичево Охрид? Значи, имаме конкретен план за изградба на патот до Прилеп. Прво тоа сакам да го објаснам, потоа ќе одам и во делот на Битола, Ресен и така натаму. Значи, во однос на патот од Градско до Прилеп, значи тој е поделен во три фази. Првата фаза е од Градско до Клучка со Кавадарци. Значи, од кај што има 3 ленти. Тоа е некаде во должина од 10,5 километри. Тука ќе го правиме на веќе готов проект. Значи, ние 2,5 години го правивме проектот. Тука ќе има 2 коловозни ленти со широчина 12,5 метри или така наречен експресен пат. И таа инвестиција е околу 34 милиони евра. Овај пат е веќе предложен да се финансира од страна на Европската комисија во периодот 2014-2020. Значи, некаде сега тоа оди споро малку, некаде 2015 крајот, почетокот 2016 почнала да се гради оваа делница. Втората делница која е најпроблематична на патот од Градско до Прилеп, тоа се двете клисури. Дреновска клисура и Фаришка клисура. Едната клисура, Дреновска клисура е должина од 5 км патот, а втората е околу 5,5 км. Сега. Дали тоа значи, ја не ги знам сите овие точно локации, не можам да ги визуализирам. Дали ова значи кај што се клисурите? А планинскиот превој? Тоа е значи, ке Плетвар има трета лента. Сегде кај што нема три ленти, кажувам што ќе правим. Че ке клисурите нема 3 ленти и таму ќе одиме со редуциран автопат. Односно, тоа е пат со 17 метри. Цел автопат е 27 метри. Значи, ќе има од двете страни
ленти, многу побезбедно ќе се патува и ова ќе го финансираме со ЕБРД. Веќе ЕБРД го има прифатено и очекувам некаде за наредните 3-4 месеци, максимум 6 месеци да ја затвориме финансиската конструкција, да почнеме тендирање и одма почетокот 2015 да почнеме. Тоа ќе биде тешка изградба, тоа е тежок терен. Енормно тешка градба и за тоа за 10 километри некаде чини околу 30 милиони евра. Значи не е полна автопат. И третата делница од патот Градско Прилеп, тоа се последните неколку 2-3 километри. Тоа ќе се финансира 2015 година од буџетот на Република Македонија, бидејќи се работи за некои 3 милиони евра. Тоа е последната делница од Плетвар кога се спуштате се до Ленички мост. Што значи тоа? Дека ќе може да се вози од Скопје до Прилеп 120 км на час? Од Скопје до Градско ќе биде автопат, како што е сега. Потоа ќе може да се вози побрзо. Реално 120 е само на автопат, некаде 60 до 80 км на час, но сигурно ќе може побрзо да се вози. Но ќе имаме секаде минимум 3 ленти, на овие две делници кај што се клисурите ќе имаме една редуциран автопат. Тоа е оптимално решение за овој пат. Има ли нешто шанси вакво нешто и за Струмица? Бидејќи сепак Струмица е, како да кажам, главниот извозник и произведувач на храна во Македонија. Ние проектираме пат Штип Струмица, но досега немаме нешто видно за да кажам точни рокови, оти немаме обезбедено се уште финансиски средства. Во оваа фаза проектираме. Значи патот Штип Струмица на ниво на подобар пат, на експресен пат го проектираме. Но еве на пример за Прилеп, на пример за Битола Ресен Буково најлошиот пат, исто така го работиме со Светска банка тој. Значи каде што се оди за Охрид, Битолчен каде што е за Охрид, тој ќе има реконструкција и проширување. Бејќи навистина во лоша ситуација е самиот пат и чини околу 8 милиони евра. Значи за Битола Ресен Буково имаме проект, поднесено барање за финансирање, при крај сме со обезбедени на финансиски средства, исто така и за Прилеп. За овој пат од Штип до Струмица сме во фаза на проектирање. Се надевам дека во наредната емисија ќе имаме поповолни информации за овој пат. Океј, се уште не можеме да преминеме ни на железница, камо ли гасификација. Имам да ве прашам, поврзување со Албанија. Албанија, нели се говореше дека Албанија гради автопат и треба да се поврзи. Се одлучили прво кај ќе биде поврзувањето? Дали ќе биде преку Струга или ќе биде преку Дебар? Дали ќе се гради тој автопат? Што е планот? Значи, она што ние ќе го направиме со овој пакет со Светска банка и ЕБРД, ќе реконструираме и прошируваме патот од Маврово до Дебар. Добро. Тоа е најлош пат и ќе одиме се до граничниот премин, каде што на некој начин ќе се поврзиме со онај автопат што градеше Албанија. Тоа е едното поврзување. Они го изградија веќе до таму? Тој дел е изграден, кај што оди од Албанија на Косово. Вториот дел што ќе го правиме е автопат, овој автопат до сега што го зборевме од Скопје до Охрид, со тоа што ќе бараме финансиски средства за изградба на автопати до Струга. Потоа останува уште малку до границата со Албанија, доколку Албанија го изгради тоа, се надевам дека и ние ќе интервенираме бидејќи се работи за мала километраж. Добро. Можеме сега на железница. Дали се во ова главниве коридори, исток, запад, север, југ, прво, север, југ, нели, имаме железница, но очаено бара да биде реновирана, реконструирана, бидејќи се вози пребавно и така натаму, што е навистина делува прилично примитивно. Втора работа, има ли иднина воопшто железничкиот саобраќај и да се инвестира во ова, затоа што ужасно падна, луѓето возат автомобили наместо возови, а може би е тоа така затоа што и нема возови, погодни, не знам, поволни варијанти за човек да седне во. И поврзување исток-запад. Пруга. Во делот на железниците. Минатата година успеавме да реконструираме две делници. Што значи реконструкцијата? Ако претходно возовите се движеле во просек од 40 до 50 км на час, сега се движат од 100 до 120. Значи, скоро за дупло зголемивме брзината на возовите. Тоа се на две делници. Од Куманово до границата со Грција и Градско Неготино. Не, Градско Неготино се прави сега, ги завршивме Табановце, Куманово и долу ке Демир Капија. Значи не е по целата должина до не е реконструирана делот кај што треба вина да се гради Вардарска долина, бидејќи
треба да видиме како влада што правиме со тој проект до крај. Само со и трета делница реконструкцијата ќе заврши оваа година, ќе се инвестираат 18 милиони евра. Значи две делници се веќе завршени, инвестиравме 9 милиони евра минатата година, уште 9 милиони евра ќе инвестираме оваа година. Само со реконструкција на овие три делници ќе се намали време траењето на превоз на стока од влез на Македонија, од страна на Србија, излез кон Солунското пристаниште некаде за сат и половина. Истото важи за патниците. Че тоа е во делот на реконструкцијата што е ветив и веќе две делници се не ги реализирале. И остануваат уште колку? Тоа е тоа што го планираме сега. За сега кажав делот Кевардарска долина се колку ќе остане нереализирано за да имаме потполно реконструирана брза железница од Останува еден мал дел околу 25-30 км, кој дел треба целосно да дислоцира доколку се гради Вардарска долина. И тука негде тоа е од Скопје до Велес тука, така? Низ клисурата. Да, тој е дел во клисурата, точно така. И тука завршуваме со реконструкцијата. Следен чекор во делот на инвестиција во железницата е реконструкција на железничките станици. Железничката станица во Скопје ќе почнеме прва. Некаде помеѓу 15 и 30 март треба да започне изградбата. Требаше малку порано, но имавме проблем во делот на одбирањето на надзор, градежната компанија веќе избрана. Значи целосно нова реконструкција на железничката станица во Скопје ќе се инвестираат околу 2,7 милиони евра. Значи тука нов пристап, целосна пристапност на железничката станица за инвалиди, малку за инвалидизирани лица, се извинувам, ќе подигнеме самата платформа, нови шалтери, нови огласни табли, така натаму, нови реновирани тоалети, така. Значи еден модерен лик на железничката станица во Скопје и дополнително ќе реконструираме оваа година, тоа ќе го започнеме со најголемите 10 железнички станици во Република Македонија на коридорот 10, како што се Куманово, Прилеп, Битола и така натаму. Велес. Кензо Танге имаше проектирано железничката станица да биде покриена скоро по целата незина должина. Тогашните штедачи кои ја градеа одлучија дека само она парче покриено е сосема доволно. Дали тој изглед ќе се изменува горе, физичкиот изглед или само ќе биде козметика внатре? Горе ќе има мала интервенција, ќе се реновира се до тоа, но најголемиот дел од инвестицијата ќе биде во внатрешниот дел. Пристап на граѓаните, начин на вадење на картите, самите лифтови, рампи и така натаму. Дополнителна инвестиција што ќе се прави во железницата, вие што спомнавте претходно, набавка на вагоните. Веќе се потпиша договор во декември минатата година за набавка на 150 товарни вагони. Тоа се два типови на вагони. Едните се оние рамните вагони, кои најчесто се носат тие сплавови од метал, што ги произведуваат нашите компании, ги носат во Солунското пристаниште. И оние што како намотки, што ја делува, така? И вторите се оние контингерските, така наречено, кај што се става руда. 75 од едните, 75 од другите, и веќе во текот на оваа година истите ќе пристигнат. Во делот на набавката на патничките вагони, заврши првата фаза од еволуација, веќе месец и половина чекаме од Европска банка за обнова и развој да ја одобри таа еволуација. Две компании аплицира и двете компании предлагаме додат во втората рунда. Очекуваме во текот на оваа недела, наредната недела да се одобри таа еволуација и потоа одиме со втората фаза која треба да трае 40 на денови и некаде април месец ќе знаеме кој ќе биде доставувач на патничките вагони кои треба да стигнат до текот на 2015 година. И последна инвестиција која е најважна за нас, за проект кој многу време се најавува во Македонија, тоа е почеток на изградба на пругата кон Бугарија. Еве добивам тука на 2 март, тоа е во недела, на убав празник, започнуваме со изградба на пругата кон Бугарија, првата делница од Куманово до Белјаковце. Пред година и нешто, вие ја најавивте изградбата на таа и рековте дека има многу работа, дека сите влади за избор и за пропаганда и така натаму наназад ветувале, но никоја конкретно не почнала. Рековте дека претходната влада на Бранко Црвенковски била многу ужасна состојбата. Многу бари бире фрлени, но не реализирани. Што конкретно беше тоа? Видите, тие предизборите во 95-та година донесле закон, кажале дека ја градиме пругата. И дале аванси на компанијата, но
Лошо е да почнете проект кога ја немате затворено финансиската конструкција. Така. Граделе колку што имале пари и после ми текнало немаме повеќе пари. Што правиме сега, го прекинуваме проектот. И забот на времето и уништила таа пруга. Потоа има нови стандарди. ЕБР да ни бараше целосно ново проектирање, да се утврди фактичката состојба. И така натаму и тука изгубивме доста време. Потоа процесот на раскинување да говорите со тие компании. Изгубивме едно драгоцено време и припреми за на 2 март да почнеме со изградба на првата делница од Куманово до Белјаковци. Дел е реконструкција, дел е изградба. И странно беше кога пред некој ден мене жал ми е за тоа лице каде што покажуваше слики како ВМРО е криво затоа што е уништена пругата. Таква имат оставено тие пред неколку години. Почнале да градале колку што имале пари и оставиле така. Че ние за тоа сега морате одново сето тоа да го градите. Па де факто има целосна реконструкција градба на некој дел. 40 милиони евра е тој дел од Куманово до Белјаковци. Веќе сме во длабока фаза на проектирање на втората делница од Белјаковци до Крива Паланка и веќе имаме начална согласност од ЕБР дека ќе ни даде средства од висина 145 милиони евра. Веќе обезбедуваме средства и за надзор. Таа пруга треба да почне да се гради во 2015 година втората делница. Значи во Крива Паланка ќе има железничка станица. Некаде 2019-2020 најкасно треба да стигне пругата до Крива Паланка и последната фаза од Крива Паланка до границата со Бугарија треба да биде готова некаде 2022 година. Дали од бугарската страна е тоа тука? Од бугарската страна имаме договор, имаме писмо согласност од нивна страна. Тие треба да инвестираат само 2 километри, така да тие средства може да ги обезбедат од буџет. Кога ние ќе започнеме со последната фаза, тие ќе започнат со изградба на последните 2 километри. И тоа ќе биде многу голем поттик за... Јас очекувам дека, бидејќи интензивно работиме на овој проект, повторно ќе кажам истиот тим Ставревски, Пешевски и така натаму, 2022 година дека поврзувањето на пруга помеѓу Македонија и Бугарија ќе биде реалност. Останувате на власт, значи, до 2022 година. Па видите, кога нешто ќе се стави во права насока и да не сум јас министер за транспорт, ова е толку стратешки проект, така да мислам дека нема да има премиер или министер кој би се осмелил да не оди по таа трак. Јас ќе бев многу среќен кога дојдов во Министерство за транспорт и врски ако имаше зрели проекти кои само треба да ги продолжим. Одиме со првиот блок реклами, малку залуфавме скоро 1 час, да земеме здив па ќе продолжиме. Министерот Јанакиевски, студиото на Јади Бурек на Сител 3, продолжуваме со разговорот. Останавме должни за уште една делница железничка. Битола? Добро, уште еден проект кој го реализираме со европски пари од ИПА фондовите. Еден од покрупните проекти кој е инвестиција од околу 22 милиони евра, тоа е поврзување на Битола со границата со Грција, од каде што потоа продолжува пруга. Дел треба да рехабилитирате Грција, но многу е значајно дека во самиот проект ставивме оваа пруга да има краки кон индустријската зона во Жавени, каде што веќе Кромберт и Шуберт вработуваат голем број на лица. Така да веќе целокупна документација изготвена, некаде кон крајот на минатата година ја пуштивме до делегацијата на Европската унија, вратија некои забелешки. На 7 февруари веќе има јавен повик за дека ќе се објави тендерот. Очекувам во месец март да ни го одобрат целокупната документација и да во текот на оваа година започнеме со изградба на оваа пруга, многу значајна за развој на Пелагонискиот регион. Но мене ми е сомнително она што го рековте дека за да ова профункционира дека грците треба да ревитализираат дел од својата пруга. Грција и да не ревитализираат оваа пруга ќе биде ќе функционира, ќе се движи поспорот возовите, добро е да реконструират, но како и да е треба да имаме определена соработка, бидејќи треба да се определат заеднички царински служби, заеднички полициски служби, начин на проток на сообраќај и така натаму. Очекувам, бидејќи овој проект се финансира од европските фондови, дека нема да имаме проблем во тој дел. Но никогаш не се знае. Иако 2 децении слушавме приказки за гасификацијата во Македонија, дека ќе се случи и така натаму и бенефитот кој ќе го имаме, ние граѓаните, крајните корисници, не видовме многу аер. Иако еве веќе ги гледам цевките кога се пуштаат цевките за топланата во клиничкиот центар и така натаму, се викам зошто не можеме некои краци да пуштиме и за домовите.
Тоа е една работа. Кога веќе се копа и прави таа инфраструктура, зошто не може уште веднаш да се проширува веќе кога отиде и до топланите? Втора работа, што е со кракот и зошто, ајде да употребам некој пристоен збор, Европската Унија има проблем и не подкочува во врска со реализацијата на поврзување со јужниот крак. Не само нас, туку и Србија исто. Процесот на гасификација треба да го поделиме во 3 сегменти. Првиот сегмент е, и така ќе ги објаснам. Првиот сегмент е изградба на дистрибутивната мрежа во Република Македонија. Тоа на вие што го рековте, цевка до дом. Вториот дел е проектот или расчистувањето на оние долгови што ги имала бившата Клириншкиот долг, добро. Југославија, значи клириншкиот долг. И третиот е обезбедување на средства за изградба на останатата национална гасификациона мрежа во Република Македонија. Така. Ќе започнем од првиот дел за изградба на дистрибутивната мрежа. За Скопскиот регион, каде што има 17 општини, веќе имаме конкретен чекор. Распишавме повик за изнаоѓање на концесионер, каде што очекуваме поголем број на компании до 26 мај да ја достават документацијата. Немаме некои високи критериуми, бараме компанија што има веќе искуство и да обслужува некаде околу 40.000 домаќинства. Такви компании има десетици низ цела Европа и веќе има огромен интерес, повеќе од него она ние што очекувавме, и очекувам до 26 мај голем број на компании да аплицираат. Што е целта со тој проект? Целта е да изградиме целокупната мрежа во овие 17 општини, значи тука влегуваат оние што се во градот Скопје плюс уште 7 општини кои се на територија на Скопскиот регион. Добре. Дел од нив се профитабилни, дел не се, и затоа направивме еден пакет за да биде исплатлив за концесионерот. Има висока стапка на исплатливост, така да очекуваме голем интерес. Очекувам исто така до крајот на оваа година, доколку се оди согласно нашата динамика, да склучиме договор со еден концесионер кој ќе има обврска, ги има следни обврски. Прво, во период од 5 години од склучување на договорот да изгради 70% од купната мрежа, а вкупната мрежа во Скопскиот регион е 250 км. Значи тој мора во рок од 5 години минимум да изгради 170 км. Второ, во поголемите 10 општини да изгради минимум 50% од мрежата или во помалите општини минимум 20% од мрежата. Значи пола од територијата ќе биде изградена со гасификација, доколку има интерес тој ќе изгради. А дали тој што ќе гради и ќе раководи, дали ќе ја добива и концесијата? Да, тоа е поентата, да добие концесија, да наплаќа од граѓаните, а за тоа да изгради. Трето, што е неговата врска? Приклучокот, например за просечен стан од 80 метри квадратни да не биде повеќе од 100 евра. Значи тука го лимитиравме да биде исплатливо за граѓаните и да мора да нуди на 24 рати. Приклучок. Но инфраструктурата во станот, тоа е наша работа, каква ќе си ја поставиме. Значи, конкретно, вие живеете во зграда каде што има парна. Так. Сега плаќате определена сума, например, месечно плаќате 1000 дена. Прво, треба да знаеме дека во објект за домување за стан, со сегашните цени, а очекуваме гасот да паѓа цената, ќе имате помала цена од 24%. Добро. Доколку сте индустријски објект или комерцијален, ќе имате намалување на цената од 30%. Доколку живеете во зграда, каде што за топлење користите струја, вие ќе имате помали сметки од 35%. Значи, ако било... Како ќе се грееме на газ? Разбирам готвење на газ, разбирам парни, гасни бойлери за топла вода, но како греење? Еве, например, вие живеете во зграда каде што се греете на парни. Добро. Прва работа е ќе имате помала сметка од 25%. Ќе платите приклучок 100 евра. 100 евра. Добро. И плюс ќе се организираат куќниот совет или станарите да купите само котел. Аха, значи зградата ќе мора да купи котел кој е поголема кој ќе биде ваш. Да, така. Па се зависи од број станови, некаде околу 1100-1200 евра е тоа. И тоа е единствената инвестиција. Ќе можете во иднина повторно да се греете на парно, но ќе може да користите и стан. Целокупната внатрешна инфраструктура бидејќи ваша, ќе остане пак, само ќе биде различен котел. Треба котел да се купи плюс. Што е единствената инвестиција? Вашата инвестиција ќе се врати за 2 до 3 години.
како ќе се мери кој колку потрошил и така натаму. Ако колективно, тоа со колективизмот малку имаме проблеми и гледате дека луѓето кој се грел, кој не се грел, калориметри да се стават, како ќе се наплатува тоа, нели, некој ќе сака, дали ќе има и плин до становите, да користи и да готви? Тоа е вториот чекор може, ако сакаат станарите, да се донеси плин во станот. Има две опции, или внатрешна мрежа да се прави, или надворешна мрежа да се прави. Најчесто се користи плинот за повторно за бойлерот. Но и за готвење. Има опција, но тоа е поскапо и треба повеќе инвестиција, бидејќи треба и самите апарати дома да се менуваат. Во некои земји многу ретко користат за готвење и за фрижидерите. И за фрижидер? Да. Првата наша како фрижидер? Добро, првата наша фаза, и она му кај што најмногу ќе се концентрираме, е да дадеме алтернатива на грејењето, односно алтернатива на парното и односно топлификација и на струја, тоа нешто користи струја. Значи почнавме со Скопски регион, крајот на март ќе бидат готови студиите и за останатите два региони, значи Република Македонија согласно исплатливоста, бројот на општини, жители, индустријски капацитети се подели во 3 региони. Крајот на март ќе биде и оваа студија готова, треба владата економската им да разгледа и по завршување на изборите ќе следи и распишување на повик за концесионер и за останатите два региони. Онаму каде што има газ со цевка, разбирам, ќе одиме со тоа, каде што нема, ќе се оди со системи на компримиран газ. Се до оној момент кога нема да се донеси газ со цевка. Што значи тоа, системи со компримиран газ? Носење на втечнат газ, кој потоа во цистерни ќе се става. Преку систем се разработува и се пушта до мајќинствата. Значи ќе одиме со комбиниран систем за да овозможиме во сите општини во Република Македонија да донесеме газ. Паралелно, значи ова е првиот сегмент. Вториот сегмент е изградба на национална гасификациона мрежа, оние главните водови. Го зборевте прошлиот пат, која треба да иде до Неготино. Првиот сегмент е од Клечовце до Штип, согласно последната понуда што имаме од Руската Федерација. И очекуваме финална фаза одобрување на договорот. Сите технички детали се издоговорени. Долго време не одзеде овој процес и време и енергија, но знаете, тешко е за преговарање. Очекуваме финално наредниот месец веќе да се заврши, очекуваме финална потврда уште од Министерството за финансии на Русија и на компанијата определена, сите технички договори се направени. И потоа да започне со изградба на тој крак од Штип, од Клечовце до Штип. Паралелно, следен чекор, веќе ги имаме изготвено сите проекти и се преговара со ЕБРД, уште еден проект за преговарање за полни финансиски средства од околу 200 милиони евра за изградба на останатата национална гасификациона мрежа. Кои се нашите приоритети? Од Штип, Неготино, Прилеп, Битола, се до рек Битола, потоа од Штип на Кеструмица, па се до границата со Бугарија и третиот приоритет е Скопје, Тетово, Гостивар. Тоа се нашите приоритети со овие средства од ЕБРД. Што е планот до рек Битола? Значи, има 3 краци кои се приоритетни со ЕБРД. Зошто до рек Битола? Конкретно прашам, ми интересира. Од аспект на енергетика, дали тоа значи дека алтернатива на јагленот или? Тоа е алтернатива на јагленот, но како индустријски капацитети или енергетски капацитети кои треба да се приклучуваат видна на газ, како прв приоритет е ТЕЦ Неготино. Така. Тоа го кажавте и прошлиот пат. Ова ми беше за во Битола, за термоелектраните. Па газот ќе се носи до Битола. Добро. И во иднина може и рек Битола да го користи тој газ. И да го користи и рек Битола. Дали тоа значи дека и граѓаните на Битола и Прилеп ќе можат да се приклучат во таква мрежа во иднина? Значи, во првата фаза Прилеп и Битола, бидејќи ние порано ќе започнеме со изградба на дистрибутивната мрежа за Прилеп и Битола, тоа е нашиот план. Како што кажав претходно, одма после изборите биоделе со распишување на повик за концесионер. Биоделе со компримиран газ, а потоа кога ќе дојде природниот газ од цевка, тогаш истиот систем тој би се користел за тој тип на газ. Дали добро ве разбрав? Компримиран газ значи тоа во цистерни носење, ставање во оние
како да речам, како топки во Системи близина на кои се градот, го претварат град. а не се директно поврзани со Точно. цевковод. Така. Што е проблемот сега од каде ние сега го добиваме овој газ што го добиваме? Дали на таков начин го добиваме сега газот? Што го имаме? Не, Од сега, кај ни сега до пристига? Клечовце и во Скопје имаме гасификациона мрежа. Тој е главниот газ. Ова што рековте приклучен клинички центар, тоа е од цевка газ Од добија. каде доаѓа? Тоа е од Руската федерација, од договор со Газпром. Кој е тогаш, дали е тоа тој крак што го очекуваме или тој крак е нешто многу повеќе од... Тоа се дополнителни количини на газ што ќе ни требаат за идниот развој на нашата земја. Ова нема да го задоволи сега што е во Ова моментот, ќе така? задоволи до определен период, но Така. кога во иднина ќе се развие голем број на индустријски капацитети, ќе се приклучат голем број на енергетски Јасно. капацитети, ќе Ќе приклучат мо- нови ќе повлечат топлани што многу. се размислени, ќе немаме доволно газ и тоаш ќе ни биде потребен и овој газ. Долгорочно, за да треба ЕБРД да влези во овој проект, ни беше неопходен договорот за дополнителна количина газ. Сега, договорот подпишан ли е? Имаше многу афери. Подпишан, не подпишан, валиден, не валиден. Европа се побуни, па испадна дека сме подпишале, па испадна дека Европа го поништува, па мораме наново. Ние бевме подготвени наново, русите рекоа не доаѓа во предвид ние наново да седнеме нови договори. Каква е состојбата воопшто со јужниот крак? Значи, Што се случува? во моментов Македонија е дел од тој проект, тие го проектираат целокупниот тој гасовод и очекувам кога ќе бидат завршени со сите тие подготвителни активности дека ќе почнат да го градат тој крак од Македонија. Нема ли проблем ова што го три пати го кажав? Тоа се поголеми игри, но како и да е, битно е што Македонија е дел од тој проект. Дали овие игри го кочат во моментов? За сега нема кочење на тој проект. Нема кочење. Тоа што Европа бара наново да преговарате, договорите ви вели дека се неважечки. За сега немаме никаков проблем со тој проект. Што сакате следна тема? Градежно земјиште? Ако отвориме таа Пандорина кутија. Добро, ај пред да идеме со градежно земјиште, мене ме интересира една работа. Зошто државата инвестира во странски авиокомпании, ги субвенционира за ефтини летови? Дали можеби не би било подобро да Македонија има своја национална авиокомпанија? Таа е вечна тема во Македонија и многу често кога зборувате со експерти или луѓе од воздухопловството, интимно сакаат да имаме авиокомпанија, но ако гледаме што се случува со компаниите во регионот, и ако направите надлабенска анализа за големината на пазарот, бројот на патници и така натаму, ќе видите дека Република Македонија со овој капацитет нема потреба за национална авиокомпанија. Имавме претходно примери со МАТ, на пример, неуспешен обид. Тоа не беше државна компанија, тоа беше приватна компанија која имаше некои привилегии, така натаму. Мојот став, кој базирам врз база на податоци така натаму, е дека ова е најдобар модел за Република Македонија. Да субвенционираме приватна компанија која беше избрана на јавен повик, која компанија веќе овозможи десетина нови летови кон европски центри. Веќе од април месец ќе имаме 3 нови дестинации. Кон Брисел, кон Париз и кон Франкфурт. Така да, ако земеме во предвид дека 2013 година нешто над 30% од вкупниот број на патници беше како причина на доаѓањето на Визер, ќе видиме дека Визер како компанија донесе многу добри работи за граѓани на Република Македонија. Голем број на граѓани што воопшто ги немаа посета на европските центри, Визер за многу ефтини, за 20, за 30, за 40 евра по патник има возможност да ги посетат тие центри. Така да, Визер е еден одличен проект кој го реализираше оваа влада. Многу набрзо има размислување општината Охрид да има меѓународен повик со кој ќе овозможиме прилекување, односно отворање на нови линии Охрид до најверојатно до Лондон. Кажете ми за легализацијата на дивоградби. Зошто го продолживте рокот? Што е проблемот? Обично кога се продолжува рок, или нема интерес, или има некаков проблем. Тој закон го доставивме до сврбението, се уште не изгласа. Очекувам многу набрзо да ви изгласам, бидејќи увидовме дека досега се легализирани околу 90.000 објекти од вкупно 360. Нема и сите граѓани одма да поднесат барање, не може да се стигне до јуни оваа година геодетските фирми кои се околу 110 на број да ги завршат геодетските лаборати. И затоа утврдивме дополнителен рок за да им овозможиме сите граѓани да ги легализираат своите објекти. Знаете, тоа е малку
дел од нашиот менталитет. Се во последен момент Самото барање, кога беа самите барања за реализација последните 5 дена, масовно луѓето аплицираа. Кога беше процесот на приватизација на дворовите, исто така последните 5 дена. Кога беше процесот на денационализација, исто така последните 5 дена. Но овде имаме проблем затоа што и да поднесеме се последни дена, нема толку голем капацитет да геодетските фирми за недела дена изготват 200.000 елаборати. Така да оставивме еден дополнителен рок кој повторно ќе апелираме до граѓаните ќе да поднесат барање до геодетските фирми да изготват геодетски елаборати. Во медиуми скоро излеговте со некаков проект за водоснабдување и третман на отпадни води. За што конкретно се работи? Значи, тој проект го работиме заедно со градот Скопје, општината Киселвода и општината Аеродром. Значи, ова за Скопје се однесува? Тоа пред се иницијативата започна за изграба на водоводна и канализациона мрежа за населбата Сончевград, но со изграба на канализациониот систем, добро, покрај тоа што ќе го решиме Сончевград како населба, ќе го решиме Припор, ќе го решиме онај Усијански канал што со години се најавува и ќе решиме поголем дел од територијата на Киселвода. Голем дел сега од жителите на Киселвода користат септички јами. Значи Киселвода ќе се реши и тој крак треба да дојде се до Борис Трајковски булеварот, односно тука ќе продолжи се до Високатниците. Од тука дополнително работиме со градоначалникот на Коцетравски да најдеме дополнителни средства да го однесеме кракот до препумпната станица. Тоа е во делот на канализацијата. Во делот на водоводот... А каде е таа препумпна станица? Каде се наоѓа? Тоа е кај Вардар или надвор од Скопје? Тоа е кај Газибаба негде доле. Кај Газибаба доле. Значи, од аеродром покрај аеродром треба нов колектор да се спушти околу 5 км кај што е пристелната станица. Па чекам да слушнам дали ќе има колектор воопшто, дали смрдејата на Вардар ќе се избегне конечно. Значи, не треба да дозволиме падните води да ги донесеме во аеродром и тука да ги спуштаме. Значи, идејата е со колектор да се прифати да се однесе во пристелната станица. Втор проект е во делот на водоснабдувањето, оној проект што долго се зборува, веќе ги обезбедивме средствата. Покрај тоа што ќе се обезбеди вода за Сончевград, ќе се обезбеди вода и за сите населени места во општината Сопиште. Исто така многу значаен проект, бидејќи општината Сопиште целосно ќе се реши со водоснабдување. Паралелно ќе го градите ова, така? Сето ќе се гради паралелно. Значи за делот на канализацијата, повикот за ангажирана граѓанска компанија ќе се распише наредните недела дена, а за водоводот би требало за некои 2 до 3 месеци, бидејќи треба да се адаптира самиот проект за водоснабдувањето. Сончевград е убава тема, се уште не ми е актуелна, нема живи луѓе таму, таа ќе се реализира. Мене ме интересира конкретно со канализацијава колекторски систем. Дали тоа значи дека отпадните води што се слеваат во Вардар, од влезот на Скопје до излезот, сите оние цевки, каде што е најголемата смрдеја и за централно градско подрачје, воопшто за целиот град и покрај Вардар, дали таа ќе ја снема? Дали ќе се гради тој колекторски систем кој ќе се поврзе со ова? Долгорочно таа идејата, но треба многу пари. Некаде процент околу 100 милиони евра треба да се направат колекторски системи и пречистителни станици за цело Скопје. Ова кажувам само еден мал сегмент. Сончевград беше неуспешен проект. Зошто се повлекоа израелците и кој го зема сега и зошто они го зема, а не остана израелците? Значи, со израелците имаше големи проблеми, на крајот се повлекоа од проектот, ние имавме нов јавен повик. Се јави реномираната турска компанија Джевер, која впрочем ги гради Високатниците. Зошто за Джевер немаше проблема, за Израел имаше? Повторно, тој период се случи економската криза, се повлекоа инвеститорите, никој не може да ја прави таа економска криза. Настана нови моменти, нов инвеститор. Ама банковната гаранција не ја активиравте? Во делот на Сончевград имаше проблеми од аспект на геодетски испитувања, од аспект на недобри снимања, Уставен суд го поништи планот, така да немаше можност тоа да се направи и вон судско се направи спогодба, бидејќи двете страни се тужеа, по барање на правобранителство и на судот се направи вон судско спогодба и затоа не се активираше банкарската гаранција. Сега имаме нов инвеститор, веќе ги достави проектите за изградба на Сончевград, како што кажав пред некој ден на пресконференција, очекувам во период од 15 дена, согласно закон да ги плати комуналите, да добие одобрение за граѓање и да започне со градба. Покрај водоводот и канализацијата, државата инвестира изградба на регионален пат од Средноводно до населбата, кој што на некој начин ќе овозможи... Кај ќе иде тој пат? Тој од Средноводно, баш од Средноводно, ја заобиколува планината и оди до Сончевград. Од каде иде? Од кај поштата? Околу 2 километри.
Од кај поштата ќе иде, од према запад ќе иде или према исток ќе иде? Ако гледаш свртен на кај водно. Па негде тој иде под амбасадите ќе што е. Са не знам поштата каде е точно, но негде во пределот кај амбасадите тука негде ќе излегува. Средно водно е кај хотелот водно. Тоа го нарекуваме средно водно. Амбасадите ќе што се одма над амбасадите таа локација. Са вака на брдото јас можам да ви кажам како е. Одма на тоа што таму тунел. Значи ја се видувам да го визуализирам. Од Сопиште ќе што е? Имате ли план кој можеме да го видиме и да го прикажете во јавноста? Можам утре да ви го доставам. Океј, ја ви благодарам. Еве да не ве. Од Сопиште ќе што е? Посртот на планината се движи, излегува баш во малку под средно водно. Бидете љубезни, пратете ми го, сакам да го видам чисто визуелно како утре ќе ви доставам, бидејќи ги имам изработено проектот. Затоа што веќе имате најави и трасата е целосно пробиена и за протести од еколозите. Па јас имав прашање на таа пресконференција, веќе трасата е пробиена. На тој дел од патот беше ниско стеблеска шума, значи не беаше тоа борови, не беше некоја стара шума. Па трасата е целосно пробиена, така да нема виднина да има било какво сечење дрвата за потребите на тој пат. Но утре во текот на утрешниот ден ќе ви доставам траса да може да ја видат и граѓаните. Што правиме со јужниот булевар? Остана црна дупка. Освен катната гаража, ништо друго не се направи. Веќе година дена па и подолго стои заградена старата железничка станица, хотелите најавени од другата страна, еве ги веќе колку години, па скоро како продолжи, веќе гледаме и деценија ќе фати. Ништо не се гради, ништо не се случува. Ми рековте првин дека до 2013, па сега испадна 2014, па не било март месец, сега било мај месец, за да им ги одземете, нели, на собствениците сегашни. Иако во овој момент они Супермен да им дојде, не можат да го изградат, но ние сега треба сепак нешто законски да чекаме според договорот како беше таму до мај месец 2014 оваа година, за да вие конечно реагирате и им го одземете тоа за да можете да го даете на некој друг. И ќе активирате ли банковната гаранција и дали е дадена положена во? Значи јас одговорно тврдам дека ќе ги почитуваме сите законски прописи делови од договорот. Она што е позитивно за овој проект е што Лимак како една од најголемите турски компании влегува во овој проект во целост. Да, ама според информациите кои ги имам од градот, Лимак застана едноставно не стави камен на камен, освен оградата. Нити мрдна. И знам дека од градот имаше доста реакции за да се поттикнат турците да продолжат со градба. Тоа ви е стара информација. Например, јас еднаш неделно држам состанок со Лимак. Заедно со градоначалникот на градскот. Добро. Минатиот петок добија дозвола за времен сообраќај, времен режим на сообраќај, бидејќи сега ќе почнат да прават финални испитувања на земјиштето, за да го завршат главниот проект и веќе очекуваме во текот на март да заградат дел од булеварот. Во финална фаза имаме самиот проект. Тие најавија дека во април месец ќе почнат со градба на подземната сообраќајница и на сите тие објекти што треба да ги прават. Да почекаме април мај месец, ја очекувам дека таму ќе има една огромна градежна активност кај што ќе се градат сите објекти. Сите објекти. Да. Ја што е со објектите со хотелот? Сите објекти. И хотелот? Сите Они објекти ќе го преземат? Сите објекти влегува целокупниот процес, влегува Лимак како компанија, сака да прави интегрален дел, така да очекувам дека Лимак ќе влези многу. Значи од двете страни на јужниот булевар ќе ги преземе. Сите и оној ископот што е сега за хотелот Радисон ми се чини дека се викаше, така? Лимак ќе помогне за изградба на сите тие објекти, има сериозна интерес, бидејќи нема интерес тоа да стои дупка, а од друга страна да имаме модерен деловен центар. Така да сите тие објекти Лимак ќе помогне во изградбата и очекувам, бидејќи се многу сериозна компанија која има сериозни средства, дека многу брзо таму ќе имаме една огромна градежна активност. Инаку тој проект многу сакам да успее и затоа имам толку чести состаноци сите оние административни пречки, бариери да му помогнам на Лимак што е можно побрзо да почне да гради. Кажете ми, што ќе се гради кај железничката станица? Кај железничката станица, која е заградена? До железничката станица. Добро. Ќе се гради еден дел што ќе биде наменет за култура. Добро. И тоа ќе биде пролаз за новиот трговски центар кој ќе биде одмат зад Рамстор. Така. Потоа на самиот булевар што е сега. За Рамстор уште еден трговски центар ќе има. Да.
на сама сообраќајница. Ќе има два високи објекти, таков е нивниот проект за станови, за деловни простори. И назад тие делови што треба да се градат хотел, деловен центар и трговски центар. А самата железничка станица? Во продолжение на самата железничка станица ќе биде еден дел за наменет за култура. Значи за култура. Не, тоа е продолжение. Самата железничка станица. Што се остане исто само железничка станица, не е тоа предмет на продажба или на тој објект што е старата железничка станица ќе се остане таков како што е. Зошто е тогаш он заграден во моментов и се руши? Не старата железничка. Не, еден дел останува, но нели пероните се испорушија и така натаму. Значи, во продолжение на старата железничка станица ќе се згради дел кој ќе со фасада слична на оваа што е сега од старата железничка станица, кој ќе биде наменет за култура. Одма до него ќе се гради пазар. Има конкретни проекти нацрти, може да се видат тие? Па се уште не се во финална фаза, кога ќе бидат финална фаза, кога ќе добиете одобрение за граѓање, сигурно ќе ги презентирате самите пред јавност. Што се временските рамки за ова? Јас очекувам согласно нивните најави во април да се почне со градот. Април-мај. Тоа значи дека веќе дозволата е одземена од претходниот собственик кој требаше да го изгради Не, радисот? согласно новите закони, доколку се пробијат роковите, кои не се во мај 2014, тоаш месечно, мислам дека се во 16, не го знам точниот рок. Како бе, господине Јанакиевски, ми рековте, СМС пораката ја чувам кога ве прашав. Првим беше 2012, па 2014, сега 2016 година. Го продолжувате? Што е, како може никој да не знае до кога е рокот? Не можам точно да ви кажам, но прво периодот за градба беше 6 години, потоа го пролонгиравме на 10 години. Значи за објектите и на истата компанија која не стави камен на камен. На сите објекти што се сите земјишта што се продадени во Република Македонија го пролонгиравме рокот од 6 на 10 години. Заради економската криза. Да. Предходно беше 4, па 6 па 10. Добро. Но очекувам во април и мај месец да има интензивна градба. Тука сме, ќе видиме. Ајде, тука сме, да. Што викаш, барем тоа е вие не инвестиција бегате. некаде околу 200 милиони евра, така да тие работат и на обезбедување на финансиски средства, сериозни се проектите му се во финална фаза, така да очекувам дека ќе почне да градат. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа со последниот дел прашања на гледачите кои се поставени на Facebook. Значи, само најавата за гостувањето на министерот. Значи, не во инбокс, не во мејл, бидејќи нема да имаме едноставно време. Но ќе ви дадам и некои инструкции, затоа што министерот ќе ви помогне, ќе одговори на сите прашања. Одиме првин со рекламите, кратки. Прашања од гледачите кои пристигнуваат од вчера до денеска. Прашајте го за патот што ги спојува општина Зрновци и општина Чешиново. Блешево патот е 4 километри помеѓу село Видовиште и село Теранци, поради кои обиколуваме плюс 20 километри, а можеме со само 4 километри. 20 години го бараме тој пат да се асфалтира. Се надевам дека министерот е запознаен повеќе. Поздрав. Дали е прво ова во ваша ингеренција? Значи овој пат пред некој ден баш имав состанок со градоначалникот на Чешиново Блешево, на Карбинци и Свети Николе беше на тој состанок. Овој проект во наредните 3 години ќе го реализираме со програмата на Македонија пат. Има таму некои средства кај што можеме да работиме на патишта и се договоривме во наредните 3 години да го направиме овој пат кај што ќе им се скрати периодот за патување помеѓу двете населени места. Неверојатно колку има подпрашања во врска со патишта. Не ве оставам долго затоа што нема време. Сакам да се реконструира, дали ќе се реконструира патот од раскрсницата меѓу Богданци и Дојран? Вака, генерално за сите прашања тоа го направивме минатата емисија кога што се сеќавам. Така. Значи јас ќе ги превзем од ке вас и потоа на истиот сајт ќе испратиме одговори релевантни за сите прашања што ги имаат гледачите и тоа би го направиле во некој период од 4 до 5 дена, бидејќи дел треба да соберем информации со точни рокови, средства и така натаму. Убаво што ме потсетивте. Дај го компјутерот мој режија. Ова е мојот Facebook профил. Вака изгледа. Ќе го запаметите. Еве ја најавата. Министерот Јанакиевски гостин во Јади Бурек, вторник 25 февруари 2014, сител 3, почеток 22 часот. Вашите прашања поставете ги тука. И сега тука има и за африканци, има и критики, но има и конкретни прашања и тоа многу има. Ние пресметавме со министерот дека едноставно Сизифова работа е вечерва да останеме до 2 часот
и уште ако ги отвориме телефоните, нема да успееме да ви помогнеме. Министерот е расположен и прошлиот пат направи така. Значи, вие што ќе ги поставите прашањата, еве конкретно има тука, например, и со фотографија, видиш, например, Боки испланира, која се планира изградба, регионален пат, Цер, пуста река, па дава една слика на токму она што вие го говоревте дека реконструирате локална патна мрежа каде што ни асфалт немало. Значи, набиена земја и така натаму. Значи, сите вие овдека што поставивте прашања, министерот и негова екипа ќе ги прочита прашањата и ќе ви одговори на вашите Facebook профили. Значи, конкретно ќе доби... Да ставиме на твојот профил, за да можат сите да си прочитат. Значи, или како сакате така? Во продолжение овдека ќе ги даете одговорите за секого посебно, така? Ако може така, најдобро. Може. Ќе ви давам, ако ви треба, и фул акцес на мојот профил. Неќе ви ги доставиме вас, вие ставете си, еве да се договориме до нареден вторник. Може, еве, слободно во наредниве недела дена на овој пост овдека да ги одговарате. Сите овие во продолжеток, например, за Жанета Димитровски, напишете за Жанета Димитровска одговор. Тоа и тоа, така и така, и така натаму, и така натаму. Министерот е доблесен, затоа што на многумина и да се јават во емисија, и да напишат, ако е одреден случај, не само што ќе ве покани, не само што сигурно ќе се потруди да ви одговори, ако во вашиот случај, дури затоа што многу пати, тоа мои гледачи ми го кажале, многу пати кога имало комплициран случај со градот, со општината, со извод и така натаму, катастар, вие дури сте и викале луѓе од тие институции за да помогнат. Добро, тоа кажавме на почетокот на овој интервју, значи гледам во рамките на моите надлежности, во соработка со другите институции да решиме што е можно поголем број на граѓани. Знаете, некогаш странката кажувате дека не е во право, дека не може да се реши проблем, и тоа ше револтирано, но онаму кај што има изгледни шанси да се реши некој проблем, да се забрза некоја процедура, тоа го правим. Така да очекувам дека после ова интервју, на овие прашања ќе им решиме на дел граѓаните проблеми. Океј, тогаш нема да ве задржувам. Каде идете во Трисабајле? Каде летате? Добро, значи јас ќе се приклучам на владиниот тим и во текот на утрешниот ден. Владиниот тим е во Лондон. Лондон, потоа продолжува со роучоу во Германија. Јас ќе се приклучам на роучоуто во Дизелдорф и во Штутгарт и петок се бајле се враќаме назад. Што ќе правите во Германија? Презентација на поволностите за инвестирање во Македонија. Конкретно јас ќе го презентирам проектот за гасификација, компании кои од Германија би биле заинтересирани за изградба на дистрибутивната мрежа во Македонија. Ќе им кажеме што има ново во делот на изградбата на патиштата, ќе ги информираме компаниите за идниот повик што следи за концесионирање на патиштата во Македонија. Сите оние аспекти што се во надлежност на Министерството за транспорт и врски, ќе ги анимираме компаниите да се пријават на тие повици, да дојдат во Македонија и така натаму и така натаму. Секој во свој смеј, премиерот ќе зборува генерално, има Ставрески, ќе има свој говори така натаму. Она што се прави на секој роучоу, презентирање на поволностите за инвестирање во Македонија, што Македонија направила минатата година, што ќе прави оваа година и така натаму. Има ли нешто ексклузивно од Лондон конкретно? Не знам, премиерот и Ставрески денови беа таму, сигурно тие ќе соопштат доколку има нешто ново за пред јавност. Добро, а имате ли конкретно нешто дека освен вие ова со гасификацијата, дали некои германски компании се искрено заинтересирани? Има ли шанса некогаш изгубениот Ауди да го вратиме, ако таа шанса сме ја пропуштили или нешто слично во тој ранг и таа класа од Германија? Јас можам да ви кажам дека целокупниот владин тим е посветен на привлекување на инвестиции. И не случајно владата на Република Македонија има тројца министри што исклучива работа му е контакти со компаниите, презентирање на поволностите во Македонија, носење тука на компаниите да видат какви се поволностите во Македонија, така да и господин Джери Наумов, и Бил Павлевски, и Вели Самак исклучиво работат на таа проблематика, и плюс се додава тука агенцијата за привлекување на странски инвестиции, дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, двајцата подпредседатели, премиерот, и јас некога се вклучувам и така натаму, министерот за економија, така да сите сме ангажирани во делот на
привлекување на странски инвестиции во Република Македонија, но при тоа не ги забораваме и домашните компании со нудење на сите оние поволни пакети. Ние имаме најмногу инвестиции од американски компании, германски компании, но еве сега и кинески инвестиции во инфраструктурата. Има ли нешто од Русија, освен онаа мала фабрика за хомеопатски лекови што се изгради во индустриската зона? Дали има наш најголем партнер и натаму останува Германија, ако не се лажам? Германија и мислам дека една инвестиција за балетанки која почну и веќе има производство демерхисари од Русија, но и таму имаме наш промотор, имавме сега ќе одиме на друго место одличен амбасадор, така да и таму се нудат поволностите за инвестирање во Македонија. Во некои земји оди полесно, во некои земји оди потешко, но како и да е, ние пробуваме и две инвестиции што се случиле од Русија повеќе него претходно снимале воопшто се немале инвестиции. Димитров одбит да иде за Русија, значи за Москва. Кого испраќате сега веќе кога спомна? Други се Кој е тој промотор? Има институции што се надлежни да одлучува за тоа. Моја работа е да ги терам малку ти лизнава, моја работа е исто така да извлечам што е можно повеќе. До сега има 98 прашања, јас ќе ги изфилтрирам оние што не се прашања, значи сигурно негде околу 70 конкретни прашања. Почитувани гледачи, јас ви гарантирам дека ќе добиете сите вие што ги поставивте прашањата конкретни, сите вие ќе добиете одговор, каков таков одговор од министерот. А некои од вас најверојатно и ќе имаат и средба. Ви посакувам успех, здравје и добар пат. Благодарам. Благодарам што бевте гости. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.